Мислам дека можеме да почнеме. Поводот за денешново наше собирање овде е промоцијата на книгата на Чавдар Маринов, под наслов Македонското прашање од 1944 до денес, комунизмот и национализмот на Балканот. Инаку книгата е објавена претходно на француски, 2010 од Едисион L'Harmattan, и од француски е преведена од наши двајца помлади историчари, инаку се работници во повеќе проекти на фондацијата, Дарко Стојанов и Петар Тодоров, и тие се тука. Сакам да му се заблагодарам најпрви на авторот, господинот Маринов, што ја прифати поканата да дојде и да биде наш гостин на промоцијата и да учествува во разговорот. Тој е господинот Маринов. Исто така сакам да се заблагодарам на нашите тројца промотори кои се овде со нас. Академикот и професор Катарджиев, професорот Стаматовски, активистот и експерт за човекови права Жарко Трајановски. Мојата задача е денес да ја отворам, би рекол, промоцијата за која не е класична со оглед на тоа дека ние се обидуваме кога издаваме книги, тие книги да бидат и повод за дебата. Оние што ја следат активноста на Фондацијата Отворено општество знаат дека ние се обидуваме сите релевантни книги објавени во странство за Македонија да ги преведеме и често успеваме не само да ги преведеме, туку и да ги доведеме авторите и за да овозможиме разговор со нив. И ние таа пракса ќе ја продолжиме и оваа година, така што мислам дека ќе имаме задоволство да угостиме и да разговараме со повеќе автори кои дел од својата научна работа го посветиле на Македонија. Ние се договоривме дека најпрвин господинот Катарджиев ќе почне, па потоа господинот Стаматовски, па Трајановски, авторот изрази желба од како ќе ги чуе нив да каже и тој нешто, а потоа можеме да го отвориме диалогот и со вас. Ние на еден број би рекол стручни лица ја испративме книгата во електронски формат, така што претпоставувам дека и некои од нив ќе имаат исто така прашања. Ние предвидовме денешниот настан да трае 2 часа, значи до 14 часот. Ако не се лажам, имаме обезбедено интернетски пренос, така што и луѓе кои не се во Скопје може на компјутери да следат директен пренос од денешниот настан, што е исто така една пракса што ја воведовме кога организираме настани во клубот на граѓаните за Европска Македонија. Па, еве, јас тука би завршил. Повелете. Многу, јас не знам дали да станам па ќе се слушам или доволно е ова. Да. Благодарам. Не мислам да говорам, може тоа и да се говори, меѓутоа во говорењето човек може да си даде поголема слобода и многу повеќе да зборува за проблемите што се наоѓаат во книгата, отколку ако тоа е написано. А морам да кажам дека оваа книга предизвикува извореден интерес и дебата од разни проблеми, не само од чисто историографски, но туку и од политиколошки, од идејно политиколошки. Јас за овие авторите нема да зборувам, затоа што мислам дека тоа е една универзална тема која ги надминува границите на Македонија.
се однесува воопшто на општествените движења во овај момент, повеќе во Источна Европа, ќе се задржам исклучиво на еден позитивистички начин на дел од историјата што е предмет на оваа книга, но што се однесува исклучиво на овај македонскиот проблем, како овде во Република Македонија, за Пиринскиот дел на Македонија и за Егејскиот дел на Македонија, за кого во книгата, освен за емиграцијата, ништо не се говори. Сега ќе почнам да читам. Ќе читам бавно, за да може да ме слушате, за да има потоа и основа за дебата. Чавдар Маринов, македонското прашање од 1944 година до денес, комунизмот и национализмот на Балканот. На крајот на 2013 и почетокот на 2014 во издание на Фондацијата Отворено општество на Македонија, преведена од француски под наведениот наслов, е издадена на македонски јазик книгата на бугарскиот политиколог, јас викам, може би историчар, Чавдар Маринов. Во оваа прилика сакам да нагласам колку што мене ми е познато, одамна, многу години наназад, не е познато да е преведено и издадено на македонски јазик дело на бугарски историограф или политиколог, нити пак е преведено и објавено во Бугарија дело на македонски историограф. Во сегашниви услови на меѓусебна политички односи меѓу Бугарија и Македонија, издавањето на оваа книга на македонски јазик представува позитивен преседан, нешто што треба да се поздрави. Познато е дека источниот сосед на Македонија со години од средината на 20 век и особено од почетокот на 21 век, постојано, како услов за подобрување на меѓудржавните односи, но и како услов Бугарија да ја поддржи кандидатурата на Република Македонија за членство во НАТО и ЕУ, од Македонија бара да потпише договор за добрососедски односи. Во последните години овај услов е интернационализиран, афирмиран е пред парламентот на Европската Унија во Брисел. Занимливо, како зад барањето на Бугарија застана и Грција. Како што е познато, генерално негативната политика на Грција кон Република Македонија за постигнување на своите државни цели се служи со се што и оди од корис. Денес има голем број прашања на синхронизиране помеѓу бугарските и грчките политики, што инаку се со векови не било можно. Независно од реченото, објавувањето на делото на Чавдар Маринов во Македонија од повеќе причини заслужува внимание. Во книгава прашањето за добрососедски односи меѓу Бугарија и Македонија во духот на бугарската државна политика експлицитно не е присутна. Тоа е разбирливо. Авторот немал намера себе си да се промовира како застапник на бугарската државна политика спрема Република Македонија и македонскиот народ. Вистина, некои тези во книгата се доближуваат до политичко-пропагандните позиции на бугарската политика, но тоа е логично и објасниво. Во целина авторот, расправајќи за односите меѓу Република Македонија и Република Бугарија, вклучувајќи тука веќе и непостоечката СФРJ, се труди да се постави во неутрална позиција. Аналитичар кој го анализира развојот на односите меѓу наведените три субјекта, главно од 60-тите години на 20 век до денес, односно од времето на Броз и Тодор Живков и потоа по нивното заминување од овој свет до денес од свој агол. Ударната поента во книгата е македонската нација, тоест македонскиот културно-национален идентитет. Во прашање се значи идентитетските карактеристики на македонскиот народ со сето тоа што во себе го носи, го содржи овој поим. Прашањето за идентитетот на македонскиот народ одамна е присутно во политиката на балканските земји, како и во Европа. Разликата е во тоа што до Париската мировна конференција 1919 и по неа до Втората светска војна,
За идентитетот на македонскиот народ војуваа соседните балкански земји и нивните поддржувачи во Европа. По Втората светска војна за одбрана на својот национален идентитет се гржи македонската држава и македонската држава Република Македонија и македонскиот народ. Негацијата на правото на еден народ на самоидентификација во политиката и историјата не е сосема случај, не е осамен случај. Во свое време, кога на Берлинскиот конгрес 1878 година представници на Призренската лига, албанска се разбира, побарале да се почитуваат барањата на албанците на територијална автономија, германскиот канцелар Бисмарк арогантно одговорил: нема албанци, нема албански народ, постои само Албанија како територија. Ми се чини дека во случајот не постои разлика меѓу изјавата на Бисмарк и оние што тврдат дека постои Македонија како територија, но не и македонски народ. Тоа е измислица. За да се добие вистинска слика за постоењето на македонската самосвест, потребно е почитувањето на историските факти пред се на процесите низ кои тој си ги пробивал патот на своето самодокажување, именно како македонци, и тоа не од вчера, туку најмалку од почетокот на 19 век, т.е. цели 200 години неназад. При што само по себе се разбира, не треба на проблемот да се приоѓа доктринарно, туку да се посматра низ неговите развојна фаза. Во бројните информации за тоа во случајот ке се послужиме со 2 до 2-3. Едната е од 1824 година на прилепскиот учител кој во својата писмовница, тој пишувал писма до разни црковни лица и потоа си ги ставал во папка и ги пишува писмовници. На прилепски учител кој во својата писмовница што се чува во архивот на МАНУ, своерачно запишал дека испратените писма, писмовници до одредените лица ги напишал Христо Хачи Константиновиќ, прилепски учител македонец. Втор случај е писмото на попот Никола Поп Филипов од Банско, испратено до познатиот бугарски филолог и обштественик Најден Геров во Коприштица од 1848 година и потоа неговото писмо објавено од Петко Рачев Славејков во 1868 година во весникот Македонија во Истанбул. И во двете писма тој протестира против наметнувањето на бугарскиот јазик во училиштата во Македонија и вели: затоа што ни помагате да се природиме, сакате да ни го наметнете својот јазик, со што ние македонците никогаш нема да се согласиме. За ова е повеќе пати пишувано и тоа за оние што не сакаат да го видат не постои. Сметам дека таквото однесување или подобро речено таквото негирање кое постои повеќе од 150 години без опасност да се погреши, ќе продолжи да постои уште со десетици години. Не е овде место за тоа надолго, на широко да се говори. Повод за денешното наше собирање овде е, како што е веќе речено, книгата на нашиот бугарски колега Чавдар Маринов, Македонското прашање од 1944 година до денес, комунизмот и национализмот на Балканот. По моje мислење, насловот така како што е формулиран, најблагоречено е погрешен, тенденциозен. Но, за да не се стекне впечаток за априори негативен однос кон тоа што е напишено во книгата, прво ќе наведам некои основни пунктови од воведниот дел на книгата на Чавдар Маринов, Македонија од крајот на 1944 година до денес. По својата суштина, тие чинат основната, излезната точка на политичките и филозофските гледања врз која е градена содржината на оваа книга. Насловот на воведот на книгата гласи: Македонското прашање, комунистичките режими на Балканот. Придружен со следнивен поднаслови: Спорот за минатото на Македонија, 2. Спорно минато,
Македонија пред комунистичките партии и 3 за комунистичкиот придонес во развојот на македонскиот национализам. Глава прва гласи идејата за Бугарската и Југословенската федерација и македонизацијата на Пиринскиот крај. Глава втора Пандорината кутија, расправиите меѓу Бугарија и Југославија во текот на 60-тите години на 20 век. Глава трета Историја наспроти човекови права, контраверзиите околу малцинското прашање во текот на 70-те и 80-те години на 20 век. Глава 5 Патриотското воспитување, македонскиот национализам во комунистичка Бугарија и стратегијата за национална хомогенизација. Глава 6 Глобализиран конфликт, македонската диаспора и бугарската идентитетска политика. Глава 7 По комунизмот, Бугарија и Република Македонија наспроти прашањето за националниот идентитет. Заклучни забелешки, национализам и комунизам каков однос. Библиографија. Чувствувам за долг да подвлечам дека во книгата е наведена богата библиографија на документација и литература. Поедовната точка на оваа докторска теза, како што вели авторот, се, цитирам, проектите за Јужнословенска федерација започнати меѓу 1944 и 1948 година од Бугарија и од Југославија. Тоа е суштината на содржината на текстот во прва глава. Основното во неа е тврдењето дека комунистичките раководители во Софија решили да создаваат македонски идентитет во Пиринскиот крај. Ваквиот курс, цитирам, на Бугарската партија се вели завршува со првите форми на рехабилитација на бугарскиот традиционален дискурс во врска со историската припадност Македонија. Втората и третата глава го покриваат времето од 60-тите години на 20 век до крајот на комунистичкиот режим. Главна цел е да се разјаснат полемиките меѓу представниците на Софија, Белград и Скопје во врска со историјата на Македонија и правото на македонците во Бугарија. Тој смета дека од 60-тите години на минатиот век во голема мера е инструментализирана националната историја, се разбира во Бугарија, и се напаѓаат побарувањата на македонските колеги. Во четвртата глава се говори за местото на историчарите и на писателите во подигнувањето на националното сознание. Следните глави 5 и 6 се поврзани со односот на комунистичката власт во Бугарија спрема македонците во земјата. Просто речено, во нив се анализира идентитетската политика на Софија воопшто спрема македонците во земјата, но и во диаспората, тоест во Австралија, Канада и САД. Изводот од оваа анализа е дека цитирам, бугарската официјална пропаганда го негира постојањето на луѓе кои себе си се сметаат за македонци. Во заклучокот на оваа констатација на бугарската официјална политика спрема тоа дали постојат луѓе во Бугарија кои себе си се сметаат за македонци, авторот ја прави следнава констатација. Цитирам: во Бугарија постојат архивски документи што го потврдуваат од 50-тите години на 20 век постоењето на македонските активистички групи. Тие се сконцентрирани во Пиринскиот регион, каде што категориите на национална припадност манипулираат на разни начини од единствениот партиски режим, биле нестабилни. Прифаќајќи бугарска националистичка позиција од 60-тите години на 20 век, комунистичкото раководство во Софија спроведува, цитирам, повеќе одлуки за патриотско воспитание кои се движат од директни репресалии до суптилни форми на символично насилство. Овде за момент ќе прекинам со парафразирање на содржината на останатите глави и заклучокот од воведот. Целта е попластично, пореално да се согледа сликата на постојањето на малцински активистички групи во Пиринска Македонија во 50-тите години на 20 век. Имено, колку што мене ми е познато, овде за прв пат се изнесуваат информации од еден бугарски историчар
за постојањето на македонски активистички групи во Пирински удел на Македонија во 50-тите години на 20 век. Иако информацијата е од општ карактер, непрецизна, таа заслужува целосно признание. Да се надеваме дека е тоа почеток на една комплетна информација во блиска иднина да се говори за активностите на групите со македонска национална свест во Пиринска Македонија. По силата на логиката на ако тие постоеле во 50-тите години на 20 век, тоа значи дека постоеле и пред и по тие години. Впрочем, за тоа зборуваат репресалиите, што ги спомнува Чавдар Маринов, но исто така и судските процеси, како тој на групата на Трајчо Костов од 1949 година, во која жестоко, само поради својата македонска свест и дело беше суден и осуден авторот на познатата статија "Зашто ние македонците сме одделна нација", изворедно плоден публицист, чија преокупација беше борбата на македонскиот народ за национална слобода и државност од 34 година до 49 година. Автор на првата, ова подвлекувам, на првата пишувана историја на Македонија, под наслов "Македонија од антиката до Асном 1944 година", пишувана во затворот во Идризово, учесник на првото заседание на Асном и прв редактор на Нова Македонија, жесток критичар на БРПК и на КПО во опширен текст упатен до ЦК на БРПК јули 1948 година. Потоа во таа група спаѓаат и првите луѓе на партиските раководства во Пиринска Македонија, кои под формата на сведоци беа комплетно обезличени. Кога се говори за постојањето на овие групи, не треба да се забораваат и стотици семејства интернирани во источна Стара планина, во Делиорман, или на жестоката полициска блокада на село Плоски во Пиринска Македонија март 1948 година и некои обиени села во близината на село Микрево. Со жалење ќе потсетам на регрутирањето на сумнителни на режимот младенци во трудовите единици на бугарската армија и за испраќањето на најопасните меѓу нив во рудникот за ураниум во близината на гара Јана крај Софија со цел да бидат стерилизирани. Авторот во својата книга настојува да ја подели одговорноста за судирот околу, како што тој вели, македонското прашање меѓу Бугарија од една и Југославија од друга страна, респективно Република Македонија. Колку е тоа правична поделба на вината е прашање за историографска анализа. Во овој момент само сакам да потсетам на неколку настани што ги презел режимот на Живков и кои имаат релевантно значење за правична оценка на прашањето. За случајот ке се повикам на пишувањето на самиот Тодор Живков. Тој во своите спомени "Българија днес", мемуари, Софија 2006 година, тврди, цитирам, тргнувајќи од премисата дека во Вардарска Македонија 68% од населението е бугарско, на кои вештачки им е наметнато дека се одделна македонска нација, инвитро, создадена по рецептот на Сталин и Тито, решив да превземам низа мерки на стопански и политички план. На теренот на Пиринска Македонија прво било наредено да се вложат повеќе средства за изградбата на Благоевград, Гоце Делчев, Сандански. Тие беа во очајна положба, фрливе многу средства да се претворат во центар на бугарштината. Тоа е време кога се има илузија од Пиринска Македонија да се прави Пиемонт за обединување на Македонија. Потоа се погрижил на својата акција да ја даде политички и државен легитимитет. Без знаење и одобрување на Хрушчов, во 1963 година свика в пленум
на партијата. На пленумот се заклучи: нема македонска нација. Тоа се шпекулации земени од српски националисти, поддржувачи на титовисти и од Москва. Мнозинството од македонското население е бугарско, другите се муслимани, срби, квалифицираното мнозинство се бугари. Цитат, мемуари, 430 страница. По пленумот организирал референдум во Пиринскиот крај. Референдумот ја потврдил, можете да замислите како бил тој референдум, потврдил тезата: не постои македонска нација, само 2-3% од населението се определило како македонци. Говорејќи за одгласот на меѓународен план кон решенијата на овај пленум, Живков вели дека настанала мачна атмосфера. Решенијата на пленумот не добија никаква меѓународна поддршка, ниту од СССР, ниту од другите социјалистички земји, ниту од неврзаните, ниту од капиталистичкиот свет. Напротив, цитирам, во СССР, во Академијата на науките се создаде македонска секција, оддел за врски со македонската држава, катедра за македонски јазик. Сличен бил односот и на другите членови на Варшавскиот пакт. Сите беа за советската теза поврзана со Република Македонија. Постои македонска нација, историја, култура и јазик. По така нареченото македонско прашање се наоѓавме во целосна изолација. Цели 10 години трајала оваа изолација. Одвајна средбата меѓу Брежнев и Живков во Бистрица, тоа е Банјска Бистрица во Словачка, 1973 година Живков го придобил Брежнев за својата политика спрема македонската нација и држава. Не треба да се губи од предвид дека тоа се е случило непосредно, неколку 1-2 години, по инвазијата на силите на Варшавскиот пакт на Чехословачка. Овде треба уште да се додаде дека при одбележувањето на 100 години од создавањето на бугарската држава во 1978 година, политичките ставови на Живко биле преточени во ставови на бугарската држава. Токму тоа е времето на жестоката антимакедонска пропаганда во Бугарија, кога се објавени многу статии и брошури, меѓу кои нешто порано и најтиражната под наслов Македонското прашање. Говорејќи во продолжение за промените во политиката на Република Бугарија спрема македонскиот индивидуалитет по пропаѓањето на комунизмот, доктор Чавдар Маринов констатира дека не настапиле никакви промени во тој поглед. Ние во поддршка на оваа констатација ќе си дозволиме да наведеме неколку случувања во последните 20 и повеќе години. Например, на 31. мај 1996 година председателот на бугарската влада Жан Виденов изјавил, цитирам, бугарската влада не може да го прифати постојањето на македонскиот јазик како атрибут на така нареченото македонско малцинство. Крај на цитатот. Председателот на БСП Ѓорги Парванов при посетата на Скопје во 1996 година за неделникот Пулс во Скопје изјавува: јас со големо жалење констатирам дека ниту Софија не може да ги прифати новите етнонационални реалности во Република Македонија, нити пак во Скопје има расположение да се прифатат историските корени на овај процес, а за да стигнеме до консензус, треба да направиме компромис. На 16 јануари 1996 година Министерството, не цитирав една друга изјава на Министерството за надворешни работи на Бугарија, не е битно. Министерството за надворешни работи на Бугарија со нота до Министерството за надворешни работи на Македонија бара да се признае постоењето на бугарско национално малцинство во Република Македонија. Научниот центар на бугарската национална стратегија во 1997 година објавува книга под наслов Бугарска национална доктрина. Во неа се негира постоењето на македонската нација, јазик и култура. Во 2006 година председателот на Бугарија Ѓорги Парванов и министерот за надворешни работи Иван Калфов го предупредуваат Скопје дека, цитирам,
стават крај на кредитот за неусловна поддршка на членството на Македонија во ЕУ и НАТО, а во времето на посетата, крај на цитатот, на посетата на председателот на САД, Џорџ Буш во Софија 2007 година, председателот Парванов и премиерот Станишев му обрнуваат внимание на Буш за, цитирам, недобрососедската политика на Скопје. И најпосле, во јануари 2007-2008 година, во Софија е објавена инструктивна брошура под наслов цитирам, Бугарската политика спрема Република Македонија. Препораки за развој на добрососедските односи по приемот на Бугарија во ЕУ и во контекст на проширувањето на ЕУ и НАТО во Западен Балкан. Крај на цитатот. Подпишена е од 25 познати бугарски научници во сите области на науките. Објавена е пред 3 месеца пред самитот во НАТО во Букуреш. Во неа се нагласува дека во последно време Бугарија презела 2 исклучително важни чекори со кои е дефиниран крајот на една и почетокот на нова етапа во нејзините односи со Република Македонија. Крај на цитатот. Од краткиот преглед од содржината на книгата на Маринов, несомнено може да се констатира дека пред себе си имаме научен напор во рамките на денешните реалности што постојат во Република Македонија за осогласена оценка. Но тоа не значи дека изведените информации во неа се единствената вистина за историските случувања во односите меѓу двата народа и држави во времето во кое во книгата се зборува. Веднаш сакам да нагласам. Македонскиот културно-национален и државен идентитет е последица на тежок и долготраен историски процес на самиот македонски народ, а не на некаков идеолошки и најмалку комунистички или српски инженеринг. Одбивам идеолошка дебата за македонскиот културно-национален идентитет. Како што е познато, ваква дебата за нашето постојање се води повеќе од 200 години со соседите, кои дебатираат дека сме Срби, Грци, односно Бугари. Денес, свесен за својот национален идентитет, со своје национално достоинство и самопочет, дебатата за своето постојање ја води самиот македонски народ и држава. Затоа е чудно зошто насловот на книгата гласи како што гласи. Македонското прашање од 1944 година. Во содржината на насловот требаше да има место за нов. За Македонија во текот на Втората светска војна, во која македонскиот народ ја изгради својата држава, ги изгради државните и национални институции, држава во која на македонски јазик е создадена и се создава богата литература, поезија и проза, наука, признати и прифатени во цел свет. Исто така, во книгата требаше да најде место жестоката кампања на пастуховци против македонската држава и нивниот меморандум до големите сили од 1945 година, со кој барат од трите дела на Македонија, кои да се обединат во една единствена држава независна на Балканот и кои би се конституирали како лабава федерација. Во книгата, по повод тој меморандум и таа активност на пастуховци, на 11. октомври 1945 година дојде Тито со посебен настап, доста остар овде на плоштадот на град Скопје говореше. Во книгата ќе имаше место за богатата дебата во Софија за македонската нација од декември 1946 и јануари 1947 година, која траеше 10 недели, мислам 10 дена, секоја сабота се одржуваше, и во која со многу аргументи, на начин достоен за почит, се бранеше создадената македонска држава и нација. Во книгата исто така ќе имаше место
за обемната публицистика на Васил Ивановски и особено за неговата обемна статија Македонија и незините непријатели, објавена 1947 година, а прво држана како реферат пред младенците од Пиринска Македонија. Во неја ќе се говореше за обновениот 1945 година Македонски литературен кружок во Софија и најпосле насловот Македонското прашање од 1941 година има свое оправдување ако се однесува на човековите права на македонците во Егејска Македонија. Впрочем, за тој дел на Македонија воопшто не се говори. Очигледно, доктор Чавдар Маринов се зафатил да разгледува еден тежок, комплициран проблем за кој треба да се каже дека во неговата земја не постојат објективни услови. Својот осврт на книгата на Маринов би го завршил со прашањето: има ли крај на вртењето во круг на нашите соседи со вештачки исконструираниот македонски проблем? Смеам да тврдам дека денес на овие простори нема политичка визија и волја за излез од балканското мочуриште. Дали можеме да го најдеме него? Да, под услов да се признае и прифати актуелната реалност на постојањето на Република Македонија и незиниот национален индивидуалитет. Крајно време е да прекинеме да вееме со стари знамења, да ги почитуваме човековите права, тоа се од универзални права, ние се залагаме за вистински добрососедски односи без условувања и за толерантна научна дебата за прашања од заеднички карактер. Ние сме за иднината. Благодарам. Благодарам. Повелете, професор Стаматовски. Јас само се надевам дека ќе оставиме време и за авторот да каже. Ако бидеме сите вака по едно 40 минути, ќе го испратиме Чавдар без да го чуеме. Се извинувам. Давно сум читал. Јас Само микрофонот да го вклучиме, да, јас ми намолим да... Јас веднаш се согласувам и ви давам право кога ќе оцените дека евентуално претерувам со времето, ве молам само 2 минути пред тоа да ме опоменете и јас секогаш можам да завршам. Прво, сакам да кажам, мислам дека ќе говорам. Нема да читам, иако имам и јас напишан текст и сакав да го говорам, меѓутоа некако колегата Катаржиев ме убеди дека ако се чита е по-прецизно и по-брзо ќе биде. Има можност човек кога зборува и да претера. Самиот наслов на книгава говори дека тоа историска студија. И се постава прашање: што барам јас како лингвист по определба на еден ваков вокацијски круг? Меѓутоа, морам веднаш да кажам, лингвистиката не може никогаш да се гледа изолирано од општествените околности, од историските околности во кои се одвива јазичниот процес. Така што јас и да сум сакал, не сум можел да бидам надвор од историските процеси. Меѓутоа, не сметам никако дека сум толку компетентен
за историските процеси, како што се историчарите по вокација. Меѓутоа, ќе речам дека тоа се области, јазик и историја, кои постојано и непрекинато се проникнуваат и преплетуваат. Има и уште едно прашање што мене ме предизвика и ме определи да се јавам. Еве, да ја прифатам поканата да бидам промотор. Во обемнава монографија има само еден мал дел посветен исклучиво на така нареченото јазично прашање. И тој мал сегмент беше за мене предизвик да ја прифатам поканата и еве да изнесам и своји видувања. И уште веднаш сакам да ги определам позициите и на авторот и мојата. Авторот нормално, како што постапува секој автор, тргнува од користење на обемна литература и, што е особено значајно, на богати архивски фондови. И нормално ги оценува и извлекува своји заклучоци. Мојата позиција е малку поинаква. Јас читам литература, меѓутоа во овој период што е овдека представен, 44 до денеска, јас сум жив сведок. Јас сум ги следел работите најблизу, колку што се може, а во голем дел, јас ќе бидам и слободен овдека да кажам, и сум учествувал. Јас сум имал известна позиција, ја ќе говорам по тоа, бидејќи со право, мислам, авторот Маринов зборува и за јазичното прашање, и за сите оние моменти, сите оние настани што се случувале од првите полемики што ги водеше професорот Коневски со професорот Мирчев, па се до најновава ситуација денеска, а најновата ситуација е како ќе се подпишуваат договорите билатерални меѓу двете страни. Само за да се избегне определбата македонски јазик. Но тоа ќе кажа малку после, понатаму. Монографијава има еден, за мене, провокативен наслов, поднаслов. Тоа е комунизмот и национализмот. Ќе кажам веднаш. За нас, македонците, комунистите беа единствениот гарант за признавање на својот национален индивидуалитет со се она што го носи тоа извојување. Македонскиот народ природно не можеше да очекува свое признавање од владеачките структури на соседните народи, презафатени, ова го подлекувам, презафатени со ангажман за реализација на своите големо државни аспирации. Свртувањето кон комунистичките партии, особено кон тие на соседните земји, е очекувано и тоа има свој континуитет.
што добро го знаат историчарите, јас немам потреба да го елаборирам посебно. Посебно ставовите на сите комунистички партии на соседните земји и на заедничките нивни состаноци, но нема потреба. Само ќе се прашам, а имаше ли друга, макар малку издржана алтернатива? Ако имаше, која е таа? Што би понудила поволен исход на стремежите на македонскиот народ? Јас не гледам. Се добива впечаток дека нешто драматично се случило допрва со појавата на комунизмот од 20-тите години на минатиот век, дека тогаш почнува да се напушта пробугарското чувство и се јавуваат стремежи за поизразето артикулирање на самостојност, што се однесува до јазикот, подлекува до јазикот. Приврзани сум на ставот дека борбата за изградба на свој стандард има еден континуитет. И сега тука ќе бидам слободен да цитирам, да парафразирам нешто што знам дека и авторот го знае, знам дека и мнозина од присутните одека кај вас го знаат. Ќе цитирам мислење само на луѓе во 19 век филолошки образовани, не аматери. Од видот, да речеме, на еден Ѓорѓи Пулевски кај нас. Не. Филолошки образовани. Почнам со Константин Миладинов. Константин Миладинов во својот зборник, во уводот, дава јасен преглед, поглед на својот употребен графиско-правописен систем во што го применува во својот зборник, иако знаеме под какво влијание е дојдено до насловот на зборникот бугарски и каква е тука намесата на Васил Чолаков. И каква е, ако сакате, и приемот на зборникот во Бугарија. Во Бугарија нема предплатници на зборникот. Само има 10 од Хаскова. Тоа е во зборникот. Забележени се речите ги предплатниците. Константин Миладинов прави еден добар превод на православни црковни братства на еден прекрасен народен јазик. Кај што ги решава големите проблеми на богатиот партиципски систем на рускиот јазик. Да го ставиме Константин Миладинов. Има еден кратовец Каранов, кој е исто такав, кој одбива своето творештво, народно, од Кратовско, да се објави со нормата литературна на ова, одбива да му се направи. Меѓутоа, да не зборам што, а тој потоа е примен како рецензент на записите на Марко Цепеков и Шишманов е присилен да ги прифати неговите принципи. Да не зборам за лозарите, да не зборам за Мисирков. Добро, ајде да завршам. Ја реков дека можам да завршам секогаш, а сакав да ги
да кажам нешто малку повеќе за овие конгреси славистички, каде што се водеше војна практично. Добро е што Маринов ги разгледува во добар дел скоро сите конгреси. Меѓутоа, јас сум учесник на сите тие конгреси. Јас можам да кажам дека уште од првиот конгрес во Софија, 63-та година, ние протестиравме за емисијата, македонска емисија се викаше, на Радио Софија, место се рече на македонски јазик. И на последниот конгрес, кога ги набројавме сите етикети што му се припишеа на македонскиот јазик, вклучително и етикетата дека е тој една српско-бугарска јазична симбиоза, една небулоза. Да ги завршам, бидејќи ќе го имам долго, да ова веројатно ќе го објавиме негдека, но еве сакам барем да го прочитам заклучок. Добра страна на монографијава на Маринов е што дава информации по прецизен хронолошки ред на разни рунди разговори меѓу представници на бугарската и македонската и југословенската страна, познати и помалу познати, до непознати, црпени од разни архиви, достапни и помалу достапни на БКП и на разни нејзини и државни институции, при што се гледаат јасно разните тактички промени на одделни ставови во одделен период. Маринов дава објективна анализа на случувањата, ги изнесува нападите и одговорите од нападнатите, дава и коментари на надворешните представници со консултирање на достапна литература, коректно ги интерпретира заклучоците, строго внимава да не се добие оцената на пристрасност, што мене нуди како краен заклучок трудов на Маринов. Сепак, верувам во желбата на Блаже Конески да завладее и на пошироките балкански простори поинаков дух во поимањето на работите. При се што сум свесен дека политиката што се градела и чувството што се всадувало со децении и со генерации и генерации не може лесно да се избрише. Монографијава на Маринов е сепак чекор кон нова ориентација во бугарско-македонските односи во иднина. Поинаква алтернатива во моментов не гледам. Пожелувам мудрост од сите страни. Благодарам. Благодарам, господине Стаматовски. Идеме сега на помладата генерација. Жарко Трајановски. Благодарам. Навистина ми е така чест што е како аматер, активист за човекови права и некој кој што се занимава со национализмот, што ќе имам прилика да кажам неколку збора за ова дело кое што меѓу другото се занимава токму во насловот, нели, за комунизмот и национализмот на Балканот и за македонското прашање од 1944 до денес. Многу актуелна книга, ако се земе предвид не само сегашните нови аспекти од македонско-бугарските политички спорови, каде што имаме конкретни и нови условувања,
како што е промена на уставот. И многу е битен и датумот кога ја промовираме книгата, тоа е 2014 кога очекуваме, нели, и во Македонија и во Бугарија да се прослави една 1000 годишнина, која што ќе отвори предпоставам ново поглавје за второто издание за оваа книга. Меѓутоа, прашањето е, според мене, најверојатно не постојат услови за прекинување на она што би го нарекол студена војна меѓу македонската и бугарската историографија во однос на тоа што е конструирано како македонско прашање. И ова, според мене, книга дава еден навистина добар вовед во таа студена војна и нејзините почетоци, главно после 1948 година, меѓутоа кои што доживуваат своја кулминација во споровите меѓу раководствата на Живков и Тито. Сега тука пристапот на Чавдар Маринов е за мене многу интересен и би го нарекол метаисториографски, затоа што главна тема главна преокупација на Чавдар не е да создава историски содржини, туку да гледа како тие историски содржини биле конструирани во одреден временски период и како биле инструментализирани од страна на одредени политички раководители, меѓутоа и од страна на други национални дејци, како што се професионални историографи, аматери историографи, лингвисти, слависти, меѓутоа и други дејци, како што се дејци на активисти на одредени организации, независно дали тие организации се во Бугарија, Македонија, во егејскиот дел или во други земји во светот каде што е актуелно македонското прашање. Од тој аспект, она што ги обединува сите овие содржини, тоа е практично начинот на кој што во одредени периоди биле конструирани такви историски содржини, инструментализирани од страна одредени дејци и каква функција тие содржини имале во конкретен историски период. Од тој аспект, ја тука сега ќе се обидам на некој начин да отворам дебата, затоа што се надевам дека оваа книга ќе помогне во конечно отворање на некаква дебата помеѓу овие, да ги наречам, два историски како фудбалски тима, се репрезентации практично на фудбалери, па кои што се среќаваат главно на меѓународни надпревари, славистички светски фудбалски првенства, каде што да речеме македонскиот Панчев и бугарскиот Стоичков се трудат колку повеќе гола ќе му даде на другиот, на тие. Значи, таков впечаток имав при читањето на овие содржини и тоа продолжува. Мислам, тоа пак така да спортско фудбалско натегање помеѓу македонските и бугарските историчари и се надевам дека оваа книга малце ќе понуди поинаква перспектива, дека улогата на историчарот не е да биде член на некоја фудбалска репрезентација која што е раководена и игра, брани одредени национални бои, дека улогата на историчарот не е само да биде креатор и чувар на некаква колективна меморија, туку едноставно да низ една мета перспектива да се огледа еден плуралитет на ставови, процеси и од сиот тој плуралитет да извлече некои непретенциозни, собствени, индивидуални заклучоци. И токму мислам дека во непретенциозноста на пристапот на Чавдар Маринов, за разлика од претенциозноста на пристапот на овие, како да ги наречам, фудбалски репрезентативци на обата тима, се состои вредноста на оваа книга. Инаку, на крај не би должела ја премногу, би укажал само на заклучокот, кој што се однесува главно на
односот меѓу национализмот и комунизмот во Бугарија, меѓутоа околу тоа би дискутирал, значи би цитирал, национализмот не е последно прибежиште на комунизмот. Тоа е негова природна средина, барем по доаѓањето на власт. Тука Чавдар се осврнува на едно гледиште на национализмот и неговата улога како средство за легитимација на, како тој ги нарекол, комунистичките режими на Балканот пред се во Бугарија, меѓутоа истото може да се каже и за тукашната власт. Меѓутоа, ја би го отворил прашањето дали е само национализмот средство за легитимизација и природна средина по доаѓањето на власт, или дали воопшто ќе можеат комунистите да дојдат, да речеме, на власт, ако не се создадеше комунистичка партија во Македонија, која што практично ќе го пригрнеше во самите почетоци во национализмот, македонскиот национализам како средство за легитимација и мобилизација практично на антифашистичкото движење. Во таа мислам дека не треба да се гледа на национализмот само како средство за легитимација по доаѓањето на власт, туку пошироко. Едноставно, една од причините зошто, по моје лично мислење, имаше релативно слаб антифашистички отпор во 41 и 42 година во Македонија, тоа е затоа што немаше национална македонска комунистичка партија која што подоа овозможи афирмација на антифашистичкиот отпор и движење во Македонија. Оттаму, значи, не е само, според моје мислење, не е само национализмот прибежиште на комунизмот, туку едноставно можеме да зборуваме за еден своевиден вид на национал комунизам како амалгам на две идеологии кои што биле користени не само како средство за легитимација, туку како средство за мобилизација и едноставно како отпор кон како мобилизација и создавање на критична маса на отпор кој што подоцна создава една македонска држава во рамките на во рамките на Авнојска Југославија, која што се замислува себе си како Пиемонт за решавање воопшто на она што се нарекува, па ќе речем, македонско прашање. И тука ќе завршам во однос на тоа. Ние имаме сериозен отпор нели кон тоа зашто воопшто се зборува за македонско прашање, меѓутоа во литературата за Македонија навистина тоа е одомаќено и навистина е чудно зашто толку многу се зборува за македонско прашање, а не се зборува исто така и сега за косовско прашање или за босанско прашање, па и за албанско прашање или за бугарско прашање или за грчко прашање. И мислам дека тука и секако опседнатоста со македонското прашање исто така тема за своевидна анализа. Меѓутоа, мислам дека и вината е делумно во рамките на македонската историографија и незината самозатвореност, доколку голем дел од македонските историографии би се занимавале токму со грчкото прашање или бугарското прашање или албанското прашање и косовското прашање, мислам дека со тоа автоматски би добиле една продукција, историографска продукција, каде што македонското прашање не би било толку сватено како чудно, необично или нешто екзотично, да кажеме. И тука би завршил и мислам дека тоа е, тука некаде ја гледам улогата на, се надам, на некоја независна, понепристрасна, да речеме, историографија во тоа да не го гледа македонското прашање како некој екзотично прашање, туку како дел од комплексот на историски прашања на Балканот и во југоисточна Европа, каде што создавањето на нации и национални држави се уште не е довршен процес и во тек е, да речеме, многу актуелно косовско прашање имаме или црногорско прашање, па и босанско-херцеговско прашање, ако веќе сакате. Па реков веќе, и албанско, и грчко, и бугарско, меѓу другото. Меѓутоа, опседнатоста само со македонското прашање, мислам дека
само по себе проблем тој проблем би се надминал со актуализирање на овие други прашања. И тука би завршил. Благодарам. Благодарам, Жрко. Сега да го чуеме авторот. Благодарам. Најнапред би сакал да им се заблагодарам на Фондацијата Отворено општество и на извршниот директор Билчин посебно, кој што има иницијативата и направија возможен тој превод на книгава на македонски јазик. На двајцата преводачи Дарко Стојанов и Петар Тодоров. И би сакал исто така да речам дека е за мене голема чест што академиците Катарџиев и Стаматовски прифатија да учествуват во оваа промоција и да им се заблагодарам и на нив и исто така и на мојот пријател Жарко Трајановски. Значи, всушност, може би, јас ќе гледам малку по-конкусо да ги представам и моите видувања и одговори во однос на книгата. Прво, два збора како всушност настана оваа книга. Значи, тоа е дел од мојата дисертација, која што беше докторска дисертација по историја и цивилизации, кој што беше одбранета во Париз во 2006 година. И, значи, веќе помина доста години. И француската верзија беше објавена 2010 година. Сега во Франција праксата, барем во историските студии, да се пишуват големи дисертации, големи како должина. Мојата беше 800 страни. Така да можете да замислите дека тоа едноставно не може да се објави. Прво нема интерес во земји како Франција, баш толку голем за македонското прашање, и истовремено и самата должина на дисертацијата беше некаков проблем, така да требаше многу работи да се скратат, требаше практично поголем дел од неа да се воопшто да се не остана објавен, надвор да се изфрли од публикацијата. И всушност од издавачката куќа таа должина што ми ја дадува како можна за книгата, всушност требаше и јас всушност да одлучам кој дел точно да објавам. И јас одлучив на крај да го објавам вториот дел на дисертацијата, кој што се бави токму со бугарско-македонските контроверзии за време на комунистичкиот режим и малце потоа. Истовремено и истиот тој дел, самиот тој дел е скратен. Значи можете да замислите каква голема работа на компресирање имаше. Така да, секако има некакви недостатоци, грешки кои што се проистекле од тоа. За насловот, за кој што посебно така изгледа некакви прашалници е ставил и за академикот Катарџиев и за професорот Трајко Стаматовски, и всушност академикот Катарџиев рече дека тоа е всушност погрешен наслов или тенденциозен. Во некоја мера да, навистина, бидејќи јас не се бавам со сите аспекти на македонското прашање од 1944 година до денес, не се бавам со Грција и со прашањето за Егејска Македонија или Грчка Македонија. Но тоа беше, така да се рече, еден маркетиншки од на самата издавачка куќа. Знаете дека насловите треба некако да ја привлекуваат јавноста. И јас, инаку во самата дисертација имам повеќе работи за Егејска Македонија, така да за егејскиот дел на Македонија и посебно за емиграцијата од таму по граѓанската војна во Грција. Меѓутоа, навистина, во оваа книга тоа прашање е некако сосема маргинално. Сега, навистина, темата е универзална, како што рече академикот Катарџиев, и јас преку таа тема сакав да
на неков начин да подложам на тест некои теории за връзката помеѓу комунистички режими и националистичките идеологии и посебно некои теории кои што беа многу распространети за време на студената војна, значи кога за прв пат во 60-тите, 70-те години се забележува од западни аналитичари дека некакви промени во идеолошки план се случуваат во земите социјалистичките држави во Источна Европа и посебно дека е некаква рехабилитација на национализмот во ОД. Тогаш тие велат повеќето аналитичари, па тоа е, значи тие режими сигурно губят некаква легитимација, токму прашањето за легитимацијата, губят некаква легитимација на својата идеологија и сакат на друг начин, преку национализмот да си ја спечелат одново. Така да, всушност во голем дел од литературата се гледа некаква еволуција на режимите кон национализам по некаква прва фаза, која што наводно била интернационалистичка, сосема така чисто марксистичко-ленинистичка и така натаму. Потоа има други интерпретации, како што е таа на Катрин Вердери, американска антрополошка, која што се бави со Романија за време на Чаушеску, на режимот на Чаушеску, кој е многу сличен на оној на Живков во Бугарија. И таа гледа таа се опитува на некаков начин да го објасни истиот феномен и вели дека секако во случајов има некаков притисок од интелектуалците. Значи интелектуалците се како традиционални вектори на националната идеја, како со нивната традиционална легитимација на национални културтрегери, на некаков начин ја вовлекуваат власта во таа игра со национализмот и дека всушност раководството на Чаушеску, да речеме во Романија, си има сосема искрена, така да се рече, марксистичка позиција и идеологија, но на некаков начин попаѓа во таа игра, која што е веќе создадена од интелектуалците. Јас сакав да покажам преку таа книга дека прво не станува збор за некакво губење на легитимитет од страна на режимот во Бугарија, дека тој национализам е присутен и во првата фаза на тој режим за време на преговорите со Тито за голема Јужнословенска федерација, па дури на некаков начин и во така наречената македонизација, јас тој поим го ставам секогаш во наводници, на Пиринскиот дел, меѓу 44 и 48 година, кој што традиционално се интерпретира од бугарските историчари како некакво напуштање на националната кауза, како предавство, национално предавство. Постои една книга Хроника на едно национално предавство на еден бугарски историчар. И јас се обидувам такви прашања, да речеме, да ги видам на некаков начин кој што е различен од секако и спротивен на оној кој што можеме да видиме во бугарската историографија. Истовремено сакав да видам на каков начин самите раководители се всушност, така да се рече, националисти. Значи, не станува збор за некаков притисок од долу, како што мисли, да речеме, Вердери, а станува збор за некаква традиционална национална култура во која што самите партиски раководители се социализирани и кој што, да, во некаков прв период во Бугарија, во Романија, во други земји се обидуваат да се исто така интернационалисти, но тие клишеи на националната култура не се во сушност доведени под прашалник и тие клишеи постојат во идеологијата и во првиот момент и многу брзо по смртта на Сталин се, така се каже, се ослободуваат и веќе имаме некаква рехабилитација конечна на традиционалната национална идеологија. Сега, прво да кажам дека бидејќи требаше да изберам со кој период да се бавам во книгата, кој период всушност да објавам, кој дел од дисертацијата да биде објавен во таа книга, јас целосно го оставив надвор прашањето за развитокот на македонскиот идентитет до 1944 година, кој што
тоа е голема тема, која што заслужува посебно внимание. Едноставно не можеше во рамките на таа книга да се стави тоа прашање. И јас на некаков многу телеграфски начин во ведниот говор на вистина на книгата се обидувам да дам некои мои мислења, кои што се проблематични секако. Те се проблематични за развитокот на македонскиот идентитет, тие се проблематични бидејќи самиот тој воведен говор требаше да биде многу кус. Сега, навистина, тоа е некаква липса во книгата, тоа е некаков недостаток, бидејќи македонскиот идентитет може да изгледа дека така од ништото се јавува по 44-та година. Да, точно токму така. Меѓутоа, тоа воопшто не е мојата поента. Во почетокот јас се обидувам да покажам дека историски постојат различни македонски идентитети, кои што се одвивале во еден навистина многу интересен, навистина во еден многу интересен развиток и преку дисконтинуитети, и преку враќање назад. Значи, самиот развиток на македонската национална идеја е многу интересен и многу големо прашање. Така да, всушност, сите тие традиционални докази кои што се користат во бугарско-македонските контроверзи за кој рекол дека е македонец во 19 век, па кој рекол дека е бугарин, тоа навистина сакав да го оставам надвор. Навистина јасно е дека во 19 век и пред Пулевски имало луѓе во Македонија кои што веле дека се македонци. Меѓутоа имате случај како Христаки Павлович од Дупница, кој што не во географска Македонија, кој што вели дека е македонец. Имате академикот Блаже Ристовски најде и некој од Пловдив, кој што е град основан од Филип Уполи, кој што велел дека е македонец во 30-те години на 19 век. Луѓе од Софија исто така се наречувани македонци 19 век. Тоа е навистина едно многу големо прашање, кој што и јас навистина не сакав да го третирам во оваа публикација. Сега, според мене, посебно за Пиринскиот дел, јас навистина тие податоци кои што ги објавив за политиката во Пиринскиот дел и за време на така наречената македонизација и потоа, тие се архивска граѓа навистина. Значи, јас скоро немам интервјуа правени со луѓе. Живи луѓе, сведоци на епохата. Јас можам да ти видам. Да, се предпоставувам. Јас, меѓутоа, сепак имам некои интервјуа правени не другаде, а на собир на Ому и Линден Пирин, кај гробот на Јане Сандански, на Роженскиот манастир. Така да, но тоа е навистина работа за антрополог, кој што треба, навистина, тоа е сосема друг метод, сосема друга методологија. И јас сакав да објавам она што го пронајдов во архивите и посебно и за тие национални групи со македонска национална идеологија, активизам во Пиринскиот дел. Секако има работи кои што треба да се дополнат, има некои настани кои што јас не ги знам, бидејќи ништо не сум видел во архив, немам видено во архивите за нив, но мислам дека еден придонес на таа книга е сепак и тој дел за македонскиот активизам во Пиринскиот крај, кој што го гледаме во 60-тите, 70-те години. Има некои изгледа мощне проблематични села како Коларово, кој што многу така големи тешкоти стават за така нареченото патриотско воспитание, друг термин кој што јас во наводници го користам. Така да, тука само во однос на Пиринскиот крај нема да се согласам со академикот Катарџиев дека инвестициите за кои што зборува Живков во Пиринскиот дел се од периодот кога тој се смета, тоа се планира како Пиемонт за обединување. Тие се подоцна. Не ме разбравте. Може да не сум разбрал нешто. Тој е Вилко Червенков од 51-2 година, заедно со декларацијата што му е пратена до Захаријадис. Да. Живков ја наследува таа ситуација, али не веќе како
Пиемонт македонски, него како Пиемонт на българите. Това е нещо друго. Аха, да, значи не сум разбрал, бидејќи, да, тоа е друга фаза. Сега, во однос на таа дебата, во Македонскиот дом у крајот на 46-47 година, навистина во книгата нема никакви сознайби. Во дисертацијата, меѓутоа, јас имам еден дел за тоа, но ќе видам и вашата книга исто така, која што навистина ја немам консултирано по тоа прашање. Така да, всушност тоа е како одговор на моите одговори на академикот Катарджиев за покренатите од него прашања. Навистина, на никаков начин јас не гледам македонскиот идентитет како резултат на некој комунистички или српски инженеринг, кој што е традиционалната, веќе наложената идеја во Бугарија. Но фактот дека не постои еден исцрпен дел за развитокот на македонскиот идентитет пред 1944 година е секако еден недостаток кој што може некаков таков печаток и да создаде. Сега, благодарам и на професорот Стаматовски за неговите сознајби и за всушност во однос на тие борби за јазикот, за македонскиот јазик, тоа секако е исто така една голема тема. Стандартизирањето на македонскиот јазик, развитокот воопшто на идеите за македонски јазик од 19 век до 1944 година пред првата јазична комисија во крајот на 1944 година. Всушност, јас во самата дисертација имам едно големо поглавје за таа тема, некако 40-50 страници само тоа. Тоа за него пак немаше место во книгава, меѓутоа во меѓувреме беше објавено на англиски и во еден колективен зборник на издавачката Кукја Брил во Лајден и предходниот месец излезе и на бугарски истата студија, така да речеме дека тој недостаток во таа книга беше пополнет, да, наскоро, скоро. Сега, за да не злоупотребувам јас во времето, ќе два збора и за реакцијата на Жарко Трајановски. Навистина, тоа се големи прашања за улогата на историчарот, како зошто на Балканот се уште историчарите се сваќаат како национални активисти, како заштитници на националниот идентитет на прво место, а не како професионалци. Тоа е многу жалко навистина. За жал, јас во Бугарија во однос на македонското прашање се уште не гледам голем развиток во тој аспект. Се пак можам да речам дека во Бугарија меѓувремено беа објавени многу вредни публикации кои што критично ја критикуваат бугарската политика, национална политика во однос на други прашања, конфликтни прашања, како да речеме политиката спрема муслиманите, муслиманските малцинства, помаците и турците. Има веќе многу битни публикации во однос на таа тема, така нареченото турско робство. Тоа се некакви прашања кои што секогаш во Бугарија провоцираат масовни тензии и реакции и борби во самото бугарско општество. Ние за тоа можеби ќе зборуваме и утре во рамките на една друга дебата. За жал, за сега јас не гледам голем развиток во бугарската историографија во однос на македонското прашање. Значи, се уште тоа е еден приоритет, патриотски приоритет број 1, кој што не се стави под прашање. Мислам, има многу аналитичари, историчари кои што се супер либерални во однос на турците, исламот и така натаму, други традиционални обсесии, но во однос на македонското прашање веќе таму сесија како си треба во традиционален национален дух. Сега и на крај, навистина за таа голема тема, национализмот и легитимацијата, јас всушност некаде и веќе
odgovorив na Žarko Trajановски. Значи за мене това не е некакво просто средство, което на чисто инструментален начин се користи от комунистическите режими за нивна легитимация. За да се покаже все пак това, трябваше наистина, пак истиот проблем, да се почне от по-рано. Да се види цялата политика на Бугарската комунистическа партия, работническа, за военен период, от нейното създаване по Първата светска война, връз основата на радикалната социал-демократска работническа партия на Благоев. Некој амбивалентност има уште во тој прв дел. Значи Благоев со неговата, кој што знаете сами од Костурско, од Загоричани, и партија која што од самиот почеток е многу активна, има навистина многу голем дел од нејната идеологија се однесува на македонското прашање и проектите за Балканска федерација и така натаму. Во тој веќе прв период, 20-тите години, ние гледаме некакви такви тензии помеѓу интернационализмот на таа партија и некои токму таа традиционална национална култура на комунистичките раководители и активисти, кои што на некаков начин се обидуваат да го решат во прв момент бугарското прашање во Македонија, не само во Македонија, туку и во Тракија и во Добруджа. И оттаму и тие сите интернационални пароли за Македонија, Тракија и Добруджа во рамките на Советска Балканска федерација, но како што наскоро еден романски историчар одбележа, тој во врска со добруџанското прашање, бугарските раководители предлагале така на тој интернационален начин Тракијска република, Македонска република, Добруџанска република, зошто не предложиле, да речеме, Турска република во рамките на Родопите или Делиорманот во североисточна Бугарија, каде што има големо турско малцинство. Значи ние гледаме дека не станува збор за некаква експанзија бугарска, во случајот, бидејќи тие сепак се интернационалисти, да речеме. Но тие навистина на некаков начин го замислуваат тоа прашање како бугарско прашање. Во првиот случај. Потоа во 30-тите години веќе имаме една еволуција, веќе крајот на 20-тите, со Коларов, една еволуција во која што е парадоксална во рамките на идеологијата на Бугарската комунистичка партија за македонското прашање. Од една страна тоа е партија која што е многу успешна во меѓународен план тогаш. Значи раководители на Коминтерната, како Коларов и Димитров, се бугари и во многу случаи тие наметнуваат бугарски решенија на југословенската и грчката комунистичка партија, која што голем судир. Во Коминтерна, не да. Во Коминтерна, да. Во Коминтерна, јас што реков. Не, викате југословенската, во Коминтерна наметнува бугарска. Да, точно, но Коминтерна преку Балканската комунистичка федерација, веќе тие одлуки се спуштат и тука врз македонскиот терен, и всушност предизвикуваат проблеми. Грчката комунистичка партија, да речеме, 24-та година има судир во кој некои лидери како Јанис Кордатос, кој што е голем историчар, марксистички, велат дека таа партија се ставила во услуга на бугарскиот иридентизам. И тие всушност ја напуштат. Да, ама во Неос Космос излегува статиите за македонците во Западна Македонија во Костурско. Потоа веќе навистина со Полиополос и другите се сменува, се прифаќа таа линија. Така да на Кусо навистина има еден навистина голема дебата и за улогата на национализмот во претходниот период до 1944 година, во кој и за тие навистина многу чудни, многу парадоксални врски помеѓу интернационализам од една страна и национализам и во логиката на бугарската, но и на другите балкански комунистички партии. Навистина големо прашање на кое што јас во меѓувреме навистина посветив друга студија која што исто така излезна на англиски, но тука за жал во рамките на оваа книга немаше начин. Ви благодарам уште еднаш и само уште едно прашање. Ве молам, ако сакате да направите разлика меѓу национализам и национална ориентација. Тоа се две различни прояви. Едно е национализам, едно е
национална самоопределба. Да, тоа е веќе нешто кое што јас не знам. Да, голема дебата е и тоа. Национализам, патриотизам и така натаму, што велиме кога И уште еден ги момент. употребуваме Само тие. малку, Прашањето, господине Катарджиев, мораме да даеме можности за некој од оној дел на салава, ако сака да коментира или да праша. Така што јас сакам да се заблагодарам на авторот. Мислам дека на крајот дојдовме до тоа дека сушност под насловот комунизмот и национализмот на Балканот е исклучително важен. Кога дојдовме, јас сум се разбира лаик за историја, меѓутоа кога човек се обидува да следи како се развивале ставовите на комунистичките партии, битките во Коминтерната и така натаму, може точно да види дека прашањето на зависноста меѓу едното и другото и користењето на едното и другото меѓусебно играат исклучително битна улога. И јас се надевам дека таа друга студија се однесува, го развива понатаму ова прашање. Да, но Не мора да остане во рамки на Балканот, се разбира, тоа е пошироко. да, сушност и во еден по-широк контекст го стави прашањето, воопшто. Да. Но, добро, повелете, имате прашања, коментари, еве микрофон ќе добиете, ве молам да се представите само. Владимир Перев, пензионер. Многу долго помина во вака стручна и научна расправа на професорите. Ние ги слушаме 40 години и резултатите ни се јасни. Тука сме кај што сме. Тоа што комунистите го решавале македонското национално прашање, тај едните комунисти, тај тие од другата страна на границата, тај тие третите ништо не решиле, тоа до тука стигнавте до кај што сме сега. Но тоа е прашање кое треба друг пат да го разгледувате, Владе Милчина, не овдека, сега да се обратиме до гостинот. Значи, забележителна е книгата и добро е што е објавено. Во книгата има неколку мали, колку што погледав јас, недоследности, за кои јас би сакал да кажам 2-3 збора. Прво, со тоа што не е разгледуван периодот до 1944 година, пропуштено е да се објасни ролјата на Коминтерната. Онаму, каде што авторот многу добро е објаснува во своите бугарски текстови од интернационализам до национализам, објавени во списание Култура и така. Значи, таму добро е објаснувате со неколку реченици и се однесува глобално на територијата на цела Бугарија, до Бруџа и така и за Македонија и за помаците. Второ, во Македонија после 1944 година не се опфатени истражувања за законот на национална чест. Постои таков закон. Тоа требало да го посочите како еден дел од конструирањето на македонската нација. Потому има една забелешка многу лична, која сака многу е грда. Бугарофилската влада на Љупчо Георгиевски. И Љупчо Георгиевски што примил бугарско државјанство. Тоа се подметнувања грозни за еден човек кој што никаде не се докажани и со ништо. Најмалку за владата негова, која е најмалку бугарофилска, и најмалку за неговото бугарско државјанство. Ако веќе се служиме со подметнување, јас да ви подметнам, дали тоа ви го диктирале службите од Белград или од Скопје, комунистичките служби, антиљупчовистите. Немам намера јас да го бранам Љупчо, нити да му помагам, нити му треба него мојата одбрана и помош. Мислам дека е некоректно во еден научен труд тоа да се направи. Сега да се вратиме на една друга тема, на темата на МПЛ. Многу добро вие објаснете спрегата меѓу националистите и комунистите. Како Крист Анастасов доаѓа во Софија, тоа е делегација, доаѓаат со Крис Низамов, примени се од Ѓорги Кулишев. И тоа некако личи комунисти и фашисти сите исти, ама не е така. На враќање престојуваат во Рим, кај Ванчо Михајлов. Нема записка од престојот, но има во Америка записка од изјавата на Крис Анастасов. Кога се враќавме назад, посакав да ни падне авионот. Така рекол, така ги пречекал Ванчо Михајлов. Кога се враќавме назад, сакавме да ни падне авионот. Значи, можеме да ви кажем дека јас ја познавам сопругата на Крис и така натаму. Не е битно тоа. Тоа се мали работи.
Да, дека постојат разузнавателни врски меѓу МПО и ЦИА, како што постојат разузнавателни врски меѓу бугарските организации и бугарската разузнавателна служба. Исто така е точно и дека тие наше некако свој интерес таму. Но не се исти фашисти и комунисти. Се покажа дека конечно не се исти. И некаде таму бегло го споменувате Радко. Има една и во еден друг ваш текст објавен во списание Култура, така некако беше, кај што зборувате за Митев и Сие и брзата антропологија на Македонија. Каде што така се на пренебрежителност говорите за Радко. Како не е јасно кој се. Радко беше составен од 200-300 луѓе. А да се разбериме, јас не сум бил член на Радко. Радко, луѓе од сите категории, од луѓе магистри на науки, историчари, до обични работници и полуписмени луѓе, кои што нешто сакале таму, веројатно да видат, да добијат. Радко располагаше на моментот на своето основање со капитал од 36.000 евра, 36.000 германски марки, тоа можам слободно да ви кажам, кои беа дадени само од македонска страна. Значи немаше странски разузнавачки достави на пари. И тоа ќе некако абсолвираме. Значи немаше подкупување. Радко се растури, тие што Радко го растурија добијат места во парламентот, Јагнула Куновска меѓу нив, која поднесе официјалната тужба до судот. Меѓутоа, судот на правда во Страсбург го врати Радко назад на политичката сцена. Доби пресуда, 4 судии против 1 судија, против гласаше само македонскиот судија. На Радко беше дозволена регистрација, наложена регистрација и доби некакво обештетување од 850 евра. Не 1000, него обични евра заради трошоците за судот. Организацијата Радко не се реафирмира во Македонија. Се дигна против тие луѓе, се дигна една еден шум и тие почувствуваат дека не можат. Затоа се реафирмира во Бугарија. За ваша лична информација да ви кажам, македонците кои се во Радко и кои реафирмираја во Бугарија, пред 2 дена потпишаа спогодба со реформскиот блок на Меглена Кунева, каде што учествува и Димитар Бечев, еден од високите функционери на фондацијата Сорос во Бугарија. Сега, комунисти и фашисти, сите исти или не се исти, не знам. Но би било коректно во вашата и понатамошна студија за Македонија да се задржите на еден избалансиран основ. Не се само бугарите непријатели на Македонија. Ако сте решиле да ги само нив представите за непријатели на Македонија, тоа е во ред. Тогаш кажете, бугарското непријателство кон македонскиот народ и да направиме дисертација. Па ќе се најде веројатно некој друг кој ќе напише грчкото непријателство кон Македонија, албанското, српското непријателство, француското непријателство кон Македонија. Вака ја окупирате темата и ни давате другите да прекнат. Толку до мене во секој случај позитивна иницијатива. Благодарам. Повелете. Да не има некој да се надоврзе, па да потоа авторот да одговори на... Прашањето за историчарите е погрешно поставено. Не се историчарите тие што ја создават историјата, што ја пишуваат, тие ја пишуваат, нити пак тензиите што ги предизвикаат. Тоа се пред се политичарите, а најчесто историчарите во конкретни земји се извршители на волјата на политичарите. Да ве подсетам 67-та година при враќањето на Тито од Софија рече: ете, ни ги мешате работите историчарите, треба да ставиме крај. Тоа е прашање веќе да не се меша това. Така да навистина е апсолутно непотребно да се обвинуваат историчарите за оно што се случува на планот во односите меѓу државите. Тоа е пред се политика. А
Може да се менува политиката само ако се менуваат образовните програми. Благодарам. Ништо друго. Повелете. Благодарам. Навистина, можем да кажем дека да, во книгата има некаква, да речеме, липса на баланса, бидејќи да, навистина беше замислена и самата дисертација како критичен осврт спрема бугарската политика. Значи, навистина, моята цел не беше да анализирам посебно ниту српската, ниту грчката. Така да, навистина, на некаков начин, да, навистина и аз во своята критика, моята критика е обратена највеќе спрема спроти Бугарија. Сега, и аз от тази гледна точка на... Тоа се многу инструментализирани прашања, многу често ставени и во Бугарија и во Македонија, и за Радко, и за владата на Георгиевски. Сега, за мене е очигледно дека да, навистина не може да се генерализира за владата на Георгиевски дека целосно била пробулгарска. Меѓутоа, во многу погледи, неизената политика беше таква. Јас сега не знам како точно стои прашањето со бугарското граѓанство на Георгиевски. Мислам, она што сум го читал во медиумите, тоа го знам. Да. Но гледај во самите творби на Георгиевски, се гледа некакво читане на историјата, кој што е многу близко до бугарското. Тогаш во неговата влада беше и Димитар Димитров, мислам, министер за култура. Така да, тогаш всушност се постигна и некаков споразум со Бугарија во однос на јазик од 99-та година, со кој што, макар и временно, се прекрати тоа прашање. Сега, во последните години, нашето Министерство за надворешни работи се обидува очигледно одново да го покрене тоа прашање за јазикот. Сметавме дека 99-та година, благодарение на врските помеѓу владите на Костов и на Георгиевски, се реши на некаков начин, кој што беше навистина од некаква прилика победа за Бугарија. Бидејќи тогаш една од идеите на тој споразум беше, импликациите беше дека Македонија веќе нема да бара македонско малцинство во Пиринскиот крај. Истовременно официјалната формула беше дека македонскиот јазик се признава како уставен јазик на Република Македонија. Тука има еден многу фин момент. Идејата е дека да, во уставот има таков поим на Република Македонија, но објективно од лингвистичка гледна точка нема такво нешто. И тоа беше всушност веќе некаква формула која што се нудеше и предходно од луѓе како Ѓорги Парванов. Токму за да може преку да се направи мал компромис од Бугарија, за да може на свој ред таа да повлијае на некаков начин на развитокот на Република Македонија. Така да, според мене, во некои аспекти е очигледно дека стануваше збор за некаков тип бугарофилија, макар и навистина јас сум согласен дека не може целосно да се генерализира. Јасно е дека од самиот почеток во ВМРО имаше различни тенденции, гледаме сега една од нив, која што денес. Да, речеме. Благодарам. Може ли јас нешто да прашам? Една од работите што ми падна во очи кога читав книгата е неколкукратните обиди споровите меѓу Македонија и Бугарија да пробаат да се решат со некакви меѓудржавни договори. И да се решаваат и работи кои не може да бидат предмет на меѓудржавни договори. Мислам дека историски прашања, јазични прашања навистина не може да се решаваат со меѓудржавни договори. Тоа ми делува така прилично, ај во оние времења уште така и така. Денес тоа ми делува онака баш застарено, како да припаѓа на некои времења од крајот на 19-тиот век, почетокот на 20-тиот век. Дали мислите дека воопшто
овие прашања може да се решаваат со меѓудржавни спорови, особено во светлина на ние не знаевме кога се работеше преводот на книгата, кога таа излезе од печат, кога ја договаравме промоцијата, не знаевме дека ќе следи онаа фамозна реченица на министерот за надворешни работи на Грција, Венизелос, дека вие всушност имате поголеми проблеми со Бугарија отколку со Грција. Што ми личи вака на... Тоа па ми делува уште по, би рекол, уште по изветвена тактика на подфрлање оганче кое сега трчајте таму, гасете го вие, а ние ќе си ја тераме нашата грижа. Дали навистина мислите дека со договор меѓу Бугарија и Република Бугарија и Република Македонија може да се решаваат овие спорови? Па секако не мислам. Не мислам, тоа е навистина некаква идеја која што ја гледаме и 70-те години на неколку вакви обиди има на Министерството за надворешни работи во Софија. Преку нив, очигледно, Министерството за надворешни работи во Софија сака да ја наметне бугарската интерпретација на историјата. Значи, ќе има таков договор ако признаете дека браќа Миладиновци се бугари. Очигледно, тоа не може да стане на тој начин, не може на таков начин политичарите да ја диктират и историската интерпретација. За жал, тоа сегаш беше наново ископано од сегашната влада, според мене, за некакви чисто натрешно политички употреби. Макар и се гледа дека, за жал, тоа има реперкусии врз Република Македонија. Од декември 2012 година видовме што се случи. За прв пат Бугарија и Грција делуваа заедно. Тоа беше владата на Борисов тогаш. Навистина постои некаков и наивизам во тие наивизам или некаква скрита стратегија во таа идеја за договори преку кои да се решават историски прашања. Добро. Повелете, само вклучете го микрофонот и да наближуваме полека до крај. Не видите, јас имав во текстот околу ова прашање, бидејќи Маринов реков дека многу се запира и на славистичките конгреси. А најмногу внимание му дава на славистичкиот конгрес 6-тиот во Прага. И со право, мислам дека со право му дава. Тогаш бугарите дојдоа на конгресот со автобуси навивачи, фанови, и кои правеа бунт, врева на атмосферата што се одвиваше во рамките на конгреса. Не е прашањето што бугарите доаѓаат со подготвени дискусии по наши реферати. Меѓутоа, овие создаваат таква атмосфера што председателството на конгресот беше присилено да објави дека ќе ги исфрли бугарската делегација од конгресот, бидејќи се навредуваат и националните чувства. За да се спаси ситуацијата, Владимир Георгиев, тогаш председател на Бугарската академија на науките, стана, се извини на конгресот и реше дека нема да има понатаму вакви, и им предлагам на македонските колеги да се останеме ние да ги решиме прашањата меѓу нас на средби. Сакаат во Софија, сакаат во Белград. Ние одбивме. Ја бев секретар на Македонскиот славистички комитет во тој момент. Ние одбивме, јас не дискутирам за нешто што е аксиома. Апропо ова меѓудржавни договори. Зашто може да се дискутира и зашто не може да се дискутира. Мислам дека имаме одлична прилика да чуеме еден од истори... Само секунда, не видов таму, пардон, меѓутоа сепак би му дал предност на еден од двајцата преведувачи, па потоа таму.
Исклучете го само овој микрофон да не Фала. прави фонија. Че јас сум Дарко Стојанов, историчар и случајни преведач. Сакам неколку коментари само да дадам во врска со целата дебата што ја слушав до сега, кој што одеше во неколку насоки. Јас во глобала не читам многу често книги кои што се бават со тој период или со тие прашања, малце ми се вака субјективно досадни. Меѓутоа, ова додека ја преведував, ја прочитав 6 пати и ми се допадна многу. Морам уште еднаш да повторам дека ова не е книга која што дебатира за македонскиот идентитет. Значи, ова не е книга што ќе ви каже ова е македонец или ова не е македонец или вие сте ова, вие не сте ова, не е книга за тоа, е книга која што дебатира како политичките и интелектуалните елити во Бугарија, а преку нив и во Југославија и Македонија, како тие дебатирале за тоа прашање. И меѓу другото, добро, главната поента ја кажа веќе и авторот и Жарко ја кажа дека главната нели поента беше која е врската помеѓу комунизмот и национализмот. И мислам дека тоа е ефективно и успешно одговорено. Значи тоа е главната поента. Меѓутоа јас би сакал само да споделам едно мало делче од книгата, не знам која страна беше, меѓутоа ќе Петар ја знае, страна 92. Има еден момент во тие бројни преговори меѓу политичарите од Бугарија и Македонија па и Југославија, каде што тие на разни состаноци дебатираат што бил Самуил, што бил овој и кој бил овој. Значи политичари се тераат, да не речем, кафански муавети. Во еден момент еден од политичарите, малце поразумен, Велко Влахович, не фала, станува луѓе, што правиме ние тука? За 50 години ќе ни се смеат. Значи, дебатираат за работи за кои што ниту се стручни, за кои што дури се абсурдни на некој начин. И тој сваќа дека за 50 години ќе им се смеат. Сега изгледа дека после 50 години можеби некој им се смеа, ама некој ја продолжил истата традиција. Значи, кога политичарите на највисоко ниво дебатираат за стручни прашања што не се ни на работа и за работи кои што се дури абсурдни на некој начин. Мислам, тоа беше, би сакал само тоа момент што да го споделам. И друго, како историчар и во случајов како преведувач, конкретно мене не ми е важно дали авторот на книгата е бугарин, и мене конкретно лично не ми е важно кој се моментално кој е политичкиот контекст во регионот. Затоа што кога авторот ќе го ставиме веднаш пред да прочитаме книгата, ќе го ставиме во одреден контекст, ние де факто губиме авторот. Го уништуваме. Затоа што прво мислам јас дека прво треба да се прочита книгата, да се види која е методологијата, кои се аргументите и која е тезата која што е предложена. И да се дебатира за тоа. А после тоа, кога ќе се заврши тоа испитување, може слободно да се бараат контексти, да се размисли и така натаму. А мислам дека тоа е нешто што е барем јас мислам за луѓето од мојата професија, дека треба да обрнуваме внимание на тие работи. Не можеме да се делиме. Барем јас имам сега не знам, случајно сум историчар, ама не работам модерна историја, сум повеќе во византолошките кругови. Во меѓународните византолошки кругови не е важно дали доаѓаш од Македонија или од Бугарија или од Кина или од било каде. Значи имаме колеги од Африка. Значи не е важно се цени кој што напишал, кој што тврди и толку. И мислам не треба да гледаме историските прашања да ги гледаме преку тоа, ова е бугарин или ова е ова, или тоа е бугарската историографија, ова е македонската историографија. Веројатно имаш уште неколку точки што сакав да ги зборувам, меѓутоа да не претерувам и да не се изгубам во разговорот. Ете на кратко толку. Фала. Благодарам. Ајде микрофонот. Здраво. Прачам авторот, пошто книгата е само дел од докторската дизертација. Дали во докторската дизертација се опфатени и односот, значи на, како да кажам, другите конститутивни елементи во македонската држава пред се од периодот од 44 до 86, зашто Македонија во сите верзии на Југославија беше концепирана и како држава на албанската и турската народност и така натаму. И второто прашање ми е дали односот кон посебните муслимански етничности, така да ги наречам, значи помаците, торбешите и гораните, и односот на два народа кон нив, значи македонците и бугарите, е едно од клучните прашања и дали е опфатено во книгата или во докторската дизертација.
Тоа посебно заради важноста сега со отварањето на Албанија и независноста на Косово, каде гледаме дека таму се испреплетуваат, значи, некои бугарски или македонски, значи, посебности и гледаме некои свичови, значи некои луѓе кои во времето на комунизмот, на пример, во Албанија се изјаснувале како македонци, како така биле прифатени, сега веќе се декларирани како букари и така натаму, или вице верса во Косово, не знам. Да, за жал не. Значи, тој контекст со националните малцинства во Република Македонија или воопшто за другите етнички заедници, турците, албанците, исто како воопшто и албанско-македонскиот контекст не сум го третирал во дисертацијата, во книгата воопшто скоро ништо нема. Сега имав малку повеќе обсервации за периодот, за, така да се рече, албанскиот фактор во Република Македонија по осамостојувањето, 91 година. Меѓутоа, за време на одбраната на дисертацијата, специјалистот за албанското прашање, но број 1 не само во Франција, но може би во светот, Анатали Клејер, ми рече дека на мощен наивен начин сум го разгледал албанското прашање во Република Македонија, така да тоа дополнително целиот ентузијазам за темата ми го прекина. За жал, да, значи не, всушност тоа е навистина еден од контекстите кои што не се осветлени во ниту во дисертацијата, уште помалку во книгата. А е навистина клучно прашање. Секако. Да. Добро, ми останува да се заблагодарам на сите. Се надевам дека нашиот контакт со авторот и нашиот денешен гостин Чавдар Маринов ќе остане жив и понатаму, дека пак ќе се видиме и во крајна линија дека можеби ќе имаме шанса да разговараме за некое друго дело кое ќе биде објавено на македонски. Фала, благодарам.